Добро вечер. Знам дека за Кучани се износлушавте цела недела. Нема нешто што не е кажано. Но во спомена за гинатите вечерва ќе зборуваме за последиците од трагедијата. Ќе зборуваме за лекувањето на повредените и за судските процеси. Но овој ден, пред една година, деца не изгубија само родителите на жртвите. Изгуби цела држава. Изгубивме животи кои што допрва требаше да сонуваат, да учат, да сакаат и да создаваат. Трагедијата не заврши таа ноќ. Низините последици се чувствуваат и денес. Во болката на семејствата, во борбата на повредените. Во прашањата на кои општеството се уште бара одговори. Вечерва ќе зборуваме токму за тие последици. За животот. Една година потоа. Мои гости се Љупчо Куцевски, поранешен државен обвинител, Сашо Клековски, директорот на Фондот за здравство, Јасмина Ѓоргиевска, директорката на пластична хирургија и Камелија Симеонова, психијатар од болницата Систина. На почетокот да се потсетиме што се случуваше цела година. Веднаш потоа почнуваме со дискусијата. Останете со нас. Најмалку 50 лица, според последните информации, 53 од гостите во ноќниот клуб Пулс се загинати по избувнувањето на пожар во ноќниот клуб. Во шок и со солзи во очите на младите кои синоќа се најдоа во дискотеката Пулс во Кочани, се уште не им се верува што точно им се случи. Еднашка избувна и се беше пламен и искри и брискања за една минута, мислам дека беше се. Терка, ќе ни кажеш што се случуваше? Не знам, нешто ради голем пожар и сите почнаа да трчат на надвор, сите гледат да си спасат животот. Многу лошо. До сега таква трагедија немаме доживеано. Лошо. Немаме зборови, нема утеха кои што ќе го вратат тоа што се случи назад. Нема враќање. Не може да изведат трупове, не може да изнесат сигурно 200 души ќе има деца, млади, сите изгорени. Не може да ги препознаат, таму се лешове. Лично го носив од Кочани до Штип. При мене се ни реагувало. После домен сад малку беше. Не малку, него правеше, него травматизира. Од страна на МВР во координација со јавното обвинителство се постапува во овој момент и во Министерството за економија, од каде се обезбедува документација поврзана со предметната дискотека, како и лица поврзани со истата. На семејството што можете да ги кажете во моментот? Реков на почетокот само едно длабоко сочувство, така да можам да им гарантирам дека истрагата ќе биде навистина целосна, ќе биде брза истрагата, така да ќе ангажираме вештаци од сите области. Од Белгија треба да пристигнат 3 возила за да ги пренесат на ВМА и од Турција треба да пристигне авион за 8 или 9 пациенти. Сите оние семејства кои што имаат потреба од домување е привремено за да останат овде во Скопје со своите најблиски, може да се обратат на тимовите на Црвениот крст кои што се распоредени тука пред болницата 8 септември, градската болница пред ургентниот центар во комплекс клиники во Скопје. Кога превенцијата затајува, државата нема друг начин освен да гони, санкционира и казнува. Доказите ќе покажат дека не може действието да биде само употребата на пиротехниката. Злодело е и самото постоење на овој објект. Пулс бил смртоносна станица, буре барот со години, но газдата институциите тоа никогаш не сакале да го видат. Со воведниот збор на кочанскиот обвинител Борче Јанев почна судскиот процес за пожарот во Пулс. Јавноста, рече Јанев, ќе остане шокирана на што се бил подготвен сопственикот Деко само заради профит. Обвинителството за гонење на организиран криминал поднесе едно обвинение и уште 2 обвинителни предлози за 23 полицајци поврзани со пожарот во кочанската дискотека Пулс. Од нив 13 се товарат за тешки дела против општата сигурност, а останатите за злоупотреба на службената положба. 46 луѓе на кои им е потребно лекување од изгореници се дел од првата група која што 2 недели ќе се лекува во одморалиштето. Тие ќе добијат физикална и физиотерапија. Луѓе некои да те прифатат така и да се грижат за тебе на таков начин како што се грижат тука за нас. Мине време и мислиш дека е се окей. Ама не. Стварно има подобри денови. Мислам има и лоши, ќе има и лоши. Ова ќе е лошо за секогаш, ама мора да продолжиме да се бореме за нас и за тие што се борат за нас. Не сме
Повторно сме назад во студио, како што најавив на самиот почеток. Вечерва со мене се Љупчо Куцевски, поранешен државен обвинител. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Камилија Симеонова, психијатар од болницата Сестина, директорот на Фонд за здравство Сашо Клековски и директорката на пластична хирургија Јасмина Ѓоргиевска. Добро вечер. Ви благодарам на сите четворица што ја прифативте мојата покана и за учеството во емисијата. Куцевски, би почнала на самиот старт со вас. Ајде ќе ве вратам една година, точно пред една година на денешен ден. Во колку часот дознавте? Кој ви јави, што беше она првото што го направивте? Тоа беше, сите знаеме, 16 март, во раните утрински часови, околу 6 часот, недела, ми се јави министерот за внатрешни работи и ми соопшти дека во дискотека во Кочани има околу 50 на мртви, со тоа што ми рече дека јавниот обвинител во моментов е сам и не може да се снајде. Секако, тоа нема никогаш да го заборавам, затоа што едноставно со неверување веста ја примаш и не си свесен се уште дали е тоа вистина. Така да, навистина, у моментот, буквално она што секој би го доживел е шок. Меѓутоа, имајќи ја предвид нашата работа, мораш да бидеш професионален, им се јавив на шефовите на Основното јавно обвинителство за организиран криминал и на Основното јавно обвинителство Скопје, со тоа што им ја кажав состојбата, им кажав да ангажираат по некои обвинители да одиме во Кочани, со тоа што некаде околу 15 до 8 часот бевме во Основното јавно обвинителство Кочани, со тоа што тогаш ми се јави уште еднаш министерот за внатрешни работи и рече дека се наоѓа во полициската станица во Кочани, заедно со премиерот, заедно со други останати луѓе, односно беше и ми се чини Стојанче и така натаму, со тоа што отиднавме заедно со обвинителите таму и што да ви кажам. Што ви беше првата помисла кога отидовте на лице место, предпоставувам, во дискотеката? Откако им кажавме дека истрагата ќе биде најпрофесионална, се вративме во Основното јавно обвинителство во Кочани и веднаш се договоривме, односно јас направив некаква стратегија со тоа што веднаш формиравме тим и првото што треба да се преземе действие е увид на лице место. Така да двајца обвинители инсистиравме да биде обвинители од тоа подрачје, имајќи предвид дека сепак ги знаа повеќе условите и упативме да вршат увид и тој увид се вршеше целиот ден, со тоа што останатите обвинители беа присутни во тоа обвинителство и почнавме со приведување на одредени, што сметавме учесници во настанот, со тоа што издадовме една општа наредба, се што е поврзано со тој кривично правен настан да се приведе. Така да првиот што се приведе, тоа беше сопственикот на дискотеката и јавното обвинителство почна со негов распит, секако дека тука поради технички проблеми не можеше во Основното јавно обвинителство Кочани, па отиднавме во Основното јавно обвинителство Штип, каде што се вршеше неговиот распит и откако се изврши неговиот распит, што се вика, почна клопчето да се одмотува, со тоа што веднаш самиот ден кога пристигнавте, нели, во Кочани, истиот ден беше и распитот на Истиот ден, некаде после 12 часот се вршеше и распит на сопственикот, со тоа што тој даде одредени изјави, односно даде изјава кој што за одредени работи кои што секако не беа во интерес и така да денот почна со приведување на останатите евентуални учесници во тој кривично правен настап, со тоа што
денот беше тежок, мачен. Воедно јас и сите обвинители отиднавме и на лице место. Таму што можевме да забележиме, само забележавме она што е остатоци од сето она обувки, предмети разни и така натаму, и што можевме да обезбедиме на лице место, тоа се првично дали има во околината камери и така натаму, со тоа што двајцата обвинители останаа до доцна вечер да вршат увид. И секако во тексте целиот ден навистина беше многу тежок, со тоа што навистина имаше не само интерес од јавноста, туку почнаа да стигаат вести дека навистина има се повеќе и повеќе жртви, меѓутоа и дека има многу повредени. Така да во однос на нашиот дел можам да кажам и благодарност до обвинителите, секако тука е и МВР. МВР беше исто доста професионална во тој дел и целиот ден од страна на јавните обвинители што вршеа увид, требаше сепак јавното обвинителство да излезе со некакво соопштение. Вие знаете дека постапката е секогаш тајна, поготово предистражната постапка, меѓутоа сепак мора јавноста да се запознае со одредени работи и единствено што можев да кажам е тоа што од страна на јавните обвинители беше забележано на увидот на лице место. И во вечерните часови и кажав тие пропусти што се затекнати на лице место, односно недостатоци и така натаму, така да тој ден навистина ќе го паметам и што да ви кажам, до сега во мојата кариера па и во животот толку стравичен настан не сум видел. Не сте. Да. И не дај Боже некогаш истото да се случи. Се повтори. Господине Клиговски, вас во колку часот ви јавија за трагедијата, што беше она првото што помисливте, што направивте? Да, видите, секако лошите вести се примат со неверување. Здравствениот систем беше алармиран релативно рано, меѓу 3 и 4 часот. Веќе најголем дел од болниците беа алармирани да повикуваат персонал на работа. Знаете, јас вообичајно викам, не дај Боже во петок ако се разболете. Ние имавме масовна несреќа во недела наутро или во сабота касно навечер, кога најголем дел од здравствените установи функционираат само со дежурни екипи. Значи се покажа неверојатна мобилизација, каде што во Кочани, во Штип, во Свети Наум, во ГОП 8 септември, во клиничкиот центар Мајка Тереза, клучните институции, 80% од персоналот беше веќе до рано наутро на работа. Значи имавме на неверојатна мобилизација. Морам да кажам, помогна и приватните болници, Жан Митров и Аџебет на Месистина, кои веднашка утрината ги ставија своите капацитети на располагање. Дури и матичните лекари од Кочани, од Виница, од соседните општини се ставија на располагање за да можат да се организира и редовната работа, бидејќи моравте да ја третирате ова вонредна ситуација, од друга страна мора да се продолжат да течат здравствените услуги за редовната работа и мислам дека искрено јас повеќе пати сум учествувал во итни ситуации, не поврзани со вакви масовни несреќи. Меѓутоа, ваква мобилизација јас во мојата долгогодишна кариера немам видено и одзивот и спремноста на сите да се вклучат и помогнат беше огромна. И од почетокот и понатаму. Предпоставувам, запознаени сте моменталната состојба каква е на повредените, дали се уште доаѓаат на третмани кај вас во однос на извршени операции, уште колку време ќе им треба да се опорават еве докрај? Можам да кажам дека секоја лузна, дури и најлесната, најмалата лузна, треба време за да созрее, да може да дојде и да кажеме да биде доблизу невидлива. Но за све тоа треба време и секој организам различно реагира на формирање на лузни и за заздравување на лузните. Пациентите од првиот ден па до ден денес
ние ги викаме како наши деца и наша фамилија, ради тоа што кога да има потреба, што и да има потреба, си доаѓаат на редовните прегледи кај нас, доаѓаат на редовните третмани со PRP, со автологни екзозоми, со кортикоинекции, беа трансплантирани, да кажам, во првите неколку месеци имаше некои кои што се вратија со отворени рани, недозаздравени рани, каде што трансплантациите во земјите кај што биле направени не беа прифатени. Значи, на неколку наврати мораше тоа да се прави внимателно, ради тоа што тие неколку пациенти беа во доста, да кажам, не критична, не потешка состојба, општа состојба. Денес се, можам да кажам, повеќе од добри. Да, се прашам, ми се чини дека 1/4 од повредените беа во тешка, во критична состојба, претпоставам со поголем степен на изгореници, така натака. Како се чувствуваат денес? Како се тие? Значи, чувството првично дека се живи, е тоа позитивното, дека успеевме како, да кажам, доктори, како институции, како влада, да може секој еден живот да биде спасен. Тоа беше огромен број на пациенти и на деца кои што дојдоа во рок од 2 часа. Ние имавме веќе 45-50 пациенти кои што моментално влошуваа. Не се знаеше видот на од што е направена опекотината. Стартно при клиничко, значи како пластични хирурзи, клинички гледаме прво надворешниот аспект на повредата која е. За многу кратко време можеше да се види дека се втор длабок и трет степен на одредени делови од телото, и тоа најчесто на рацете и на лице. Покриените делови не беа изгорени, што малку чудно, ради тоа што кога нешто гори, гори и облеката која што ја имаат на нив, но тука не беше да мислиме, него требаше да делуваме. Све што требаше, значи, да се направи од прва помош кога ни беа донесени, до тие мали интервенции во ургентниот кои што се направија за да може да немаат потешки последици пациентите за понатаму. Мислам дека све беше и повеќе од добро организирано, затоа што добивме пофални зборови. Мислам дека од сите кои што веќе беа дојдени на помош кај нас. Лузните ќе ги лекуваме, да кажам, лузните во срце никад нема да заздрават. А за лузните кои што се видливи, секако ќе како што заздравуваат, како што се покажуваат потребите, значи ќе се прават и хируршки интервенции за намалување на лузните, за растеретување на лузните, за да немаат функционална ограниченост на движење на рацете и на прстите. Така да, мислам, сите деца се секојдневно, да кажам. Така, изминатава година интервенции на пластична хирургија. Цело време. Така, меѓутоа следуваат, ќе има уште, Ќе има, да. Ќе има, ние нема ни да застанеме ради тоа што кај секој може у секое време да има потреба, па макар да е некоја минорна интервенција. Ние ги следиме, им ги даваме нашите препораки и најголемиот дел од нив, да не кажам скоро сите, се придржуваат на тие препораки. Со тоа и доста од нив, можам да кажам, веќе лузните им се невидливи. Може нешто има кај некои се повидливи, но кај повеќето веќе избледуваат и добиваат нормална боја на кожа. Семенова, и во Систина болницата имаше прием на пациенти во однос на психијатриско-психолошка помош, поддршка. Дали се уште тие пациенти доаѓаат во Систина, како се тие, дали разговарате со нив, дали имаат потреба од психијатриско-психолошка поддршка во однос на траумата која што имаат преживеано? Така, оно што го напомена господин Саша Клековски е токму концептот дека АџБ Систина се вклопи во самиот старт со сите своји капацитети да помогне на жртвите на кочани.
Од старт пациентите беа, да речем, на целокупниот систем нивен третиран, меѓу кои што беше и психолошко-психијатриската поддршка. Пациентите се уште доаѓаат на психолошка поддршка и оние кои што беа хоспитализирани, еден долг временски интервал, исто така добиваа психолошка поддршка. И она кое што го понудивме и кое што се уште обстојува, те имаат целосна бесплатна услуга. И сме тука буквално на како што го напомене и докторката, дека со сите своји наши снаги секогаш сме на повик со нив и дури има и домашни посети каде што тимови од нашата болница оди кај пациентите. Така што се што можеме да помогнеме правиме. Се вратиме малку на истрагите, господине Куцевски. Во моментов имаме, ми се чини, 3 активни судски процеси, едното на најголемиот со 37 обвинети и 3 правни лица кои што се суди во Идризово. Имаме и 2 процеси организиран криминал во однос на полициските службеници. Еден се уште не е почнат, таму се само 3 офатени. Имаме една истрага во Кучани која што не е завршена во однос на инспекторите од ОЈП. Еве ќе ве прашам, ајде за главнив да кажеме, процесот кој што има најмногу обвинети кои што се суди во Идризово. Прво морам да ве прашам, 15 обвинители. Тоа е навистина голема бројка, со оглед на тоа што до сега, па не знам, Змиско око, овие со Патариниве предметите, имало и преку 80 обвинети. Сепак имал еден обвинет кој што се, да кажеме, менаџира, се снаоѓа со доказите. Зошто 15 обвинители? Знаете зошто ве прашам? Заради тоа што сега ќе оди предметот на втора инстанца, ќе има присуда, нели сигурно, мора да имаме некаков исход. Ќе оди на втора инстанца. Што ако не помина на таа втора инстанца? Кој ќе понесе одговорност од овие 15? Дали имате еден таму што, не знам, одговара, сепак вие ги правите тимовите. Може ли за тоа малце да ни кажете како ја донесовте одлуката да има 15 обвинители и тимовите како ги формиравте? Ќе се вратим од ова последното. Точно е тоа дека Змиско око имаше над 80 на обвинети, меѓутоа Змиско око траеше постапката 17 години. И не знам дека се уште дали е завршен. Да, третиот дел на Змиско сега око се спои со вториот дел и сите 3 дела одеа заедно. Тоа добро го знам, меѓутоа колку што знам таа постапка е, да заборавиме, и таа траеше 17 години. Имајќи го предвид капацитетот на јавното обвинителство, тежината на предметот, со толку починати лица, не можев ништо друго да направам освен да ги соберем јавните обвинители, да одржиме колегиум со тие што шефовите на јавните обвинителства и да се донесе најправилна, најсоодветна одлука со тоа што на почеток имаше само 5 јавни обвинители, меѓутоа како одеше постапката имаше потреба да се зголеми бројот, имајќи предвид дека се зголемуваше и бројот на приведени лица. Можам да кажам дека истрагата се водеше по кривична пријава на Министерството за внатрешни работи, каде што беа опфатени некаде над 40 пријавени, односно ми се чини нека 44 или 46, со тоа што јавното обвинителство не поведе постапка за околу, мислам, некаде 13 пријавени, а за другите поведе постапка. Постапката траеше, мораше да трае, имајќи предвид дека се работеше за притворенички предмет, зборуваме за првиот предмет и овој што е сега во теки најобемен предмет, со тоа што истрагата мораше да заврши за 3, односно за 2,5 месеци, имајќи предвид дека тие 15 дена се оставаат за да одбраната има увид во доказите и предложи своји докази. Од тие причини, по барање на јавните обвинители, јас го зголемив бројот на јавните обвинители и истите се организираа во тимови и постапуваа на тој начин што мораше да се прибираат доказите брзо, мораше да се прибираат доказите на законит начин и со тоа што јавните обвинители се организираа да по 2-3 обвинители во една област, со тоа што координација скоро секој ден имаше заедно со мене, за да постапката биде од една страна најпрофесионално
изведена, а од друга страна сите докази да бидат обезбедени на законит начин, што и во тоа се успеа, имајќи предвид дека се собраа над 1000 докази, сите мора да бидат проучени, секој доказ си е сам за себе и поврзано со другите што може да произлезе, така да јавните обвинители во рекорден рок, најпрофесионално работеа и петок, и сабота, и недела, и празници, и делници, така да само една голема благодарност, на вистина покажа многу голема професионалност во нивната задача и во тоа успеја, така да во одреден законски рок од 3 месеци се подигна и обвинение. Обвинението е на правна сила и сигурно сте во тек, и јавноста е во тек, се држат веќе рочишта по Да, само едно мало кратко подпрашање. Мислам колку да имало обвинител и ќе понесе одговорност со 17 години се суди во лавиринти, на крај со измените на кривичниот законник мислам дека и падната обвинение. Еве сега од овие 15 обвинители, дали некој, не знам на кого ќе биде одговорност ако предметов, се уште не знаеме, хипотетички зборуваме, предметов не помине во повисоките судски инстанции во смисла на апелација, па потоа имаме врховен и така натаму. Мислам вака сега се добро, не е битно да 15, односно мислам че не се 14 јавни обвинители, а зошто толку? Тоа беше по барање на самите јавни обвинители, имајќи предвид дека сите јавни обвинители си имаат и своји предмети, тешки предмети, притворенички предмети, кои што не трпат одлагање и токму ради функционалноста на јавното обвинителство да може да работи и по тие предмети, моравме да на некој начин се зголеми бројот на тие јавни обвинители и секако од оние јавни обвинителства што, да речем, на некој начин има помалку број на предмети, со тоа што некаде после подигање на обвинението ангажирав уште 3 јавни обвинители од основното јавно обвинителство Штип. Меѓутоа, секако дека сега забележувате, не одат сите 15, односно 14 јавни обвинители, одат само неколку, 2, 3, 4 јавни обвинители, зависи од која област дента се држи рочиштето. Во однос на она другото што прашавте, ќе ви кажам дека тоа е хипотетичко прашање, што ќе биде доколку во апелациониот суд, како рековте вие, да, еве да кажеме хипотетички. Да, едноставно со предметов сега се тера некако, има и многу критики од одбраната, ќе ве прашаме подоцна за тоа. Вака сега. Меѓутоа еве да кажеме ако не помине вака сега критики на одбраната и одбраната секогаш си гради теорија на случај и одбраната еве ќе ви поврзам со другиот случај со Палевски, тврдеше дека нема вина, па на крај испадна дека истите добија доживотен затвор. Така да одбраната не може јавното обвинителство да се меша у стратегијата на одбраната. Одбраната има стратегија како ќе ја води постапката и така натаму. Овде е сега, да речем, во судот главната улога, затоа што судот ја води постапката. Токму од тие причини јавните обвинители се зголеми бројот за да нема одлагање по вина на јавното обвинителство. Затоа што она што првично судот го соопшти дека ќе има по 2-3 расправи неделно, токму од тие причини, а како не би се одлагало по вина на јавното обвинителство, токму од тие причини и јавните обвинители заедно со мене се договоривме да има повеќе јавни обвинители кои што ќе водат постапката, односно зависи, реков, од која област ќе се води и на тоа рочиште ќе присуствува секако. Има и јавен обвинител кој што е секогаш присутен на тоа јавно, на таа расправа, тоа е јавниот обвинител на основното јавно обвинителство Кочани. Така да во моментов вината, исто јас сега можам едно друго прашање да поставам, чува е вината што нема јавни обвинители во доволен број. Токму од тие причини да беше секако што треба, тогаш и јавното обвинителство Кочани да имаше јавни обвинители повеќе, таму има само 3 јавни обвинители, со тоа што можам да кажам дека едниот јавен обвинител дури му беше повредени. Да, меѓутоа не се снајдовте со Скопје, не може само Кучанско обвинителство да го води во предмет. Токму затоа најголем број јавни обвинители имаше, мислам, од Скопје, потоа имаше од основното јавно обвинителство Штип и на крај од основното јавно обвинителство Велес, со тоа што
од страна на јавните обвинители само можам да изразам благодарност и дека својата работа до сега ја извршуваат најпрофесионално Да, вие сте и задоволен најзаконито што може да види. од текот на судскиот процес. Да се вратиме малку на пациентите. Точно пред една година, кога настана трагедијата, се појави нели појавата центар за изгореници, веднаш мораше државата да действува, да се праќаат луѓето во странство на лекување и така натака. Дали се уште постои Клековски таа идеја во однос на дали ни е потребна Македонија такво нешто? Значи, кога станува збор за масовни несреќи, како што беше ова, нема не еден центар, туку земја која може самостојно да се справи со ваков тип на несреќи. Значи, ние не можеме да имаме редовни капацитети кои ќе одговарат на вонредни ситуации. Затоа постои и европскиот механизам за справување со катастрофи. Тој е измислен за да сите држави заедно, Европска унија плюс 10 земји кандидати и од европското подрачје да ги споделуваат ресурсите во случај на големи масовни несреќи. Значи, нема национален систем што може да се справи со масовна несреќа. Треба да констатираме дека трагедијата во Кочани по бројот на повредени е втора најголема катастрофа во современна Македонија после земјотрес во Скопје. Да, сме имале несреќи со поголем број погинати лица, тука се авионските несреќи 2, меѓутоа во односу на број на повредени ова е втора најголема катастрофа по земјотрес во Скопје. Значи, ние не можеме да изградиме капацитет национален кој ќе одговори на ваква. Затоа е овој режим на европската солидарност. Дел од граѓаните викат не треба да се споредуваме. Значи, Швајцарија го активираше механизмот за европски одговор и 40 повредени од Швајцарија беа пренесени во други земји, иако најголем дел од повредените во Швајцарија беа странци и нивните матинче земји ги повлекоа на натамошен третман во Франција, во Германија, во Италија. Значи, тоа е едната работа. Втората работа е дека да, за вакви работи треба меѓународен одговор, не се може без национални ресурси. Меѓутоа, кога говориме за национални ресурси, е повеќе правење на планови како ќе реагираме во масовни несреќи и увежбување на тие планови. Значи, во основа за ваков тип на несреќи доаѓа до масовна мобилизација. Веќе кажав дека Општата болница Кочани, клиничката болница Штип, Свети Наум Охридски, 8 септември, целиот клинички центар Мајка Тереза беше мобилизиран многу слично како што имало мобилизација во јавното обвинителство и биле ангажирани обвинители од 4 обвинителства. Во нашиот случај се ангажира најголем до здравството. Например, во итната фаза беа ангажирани брзи помоши од над 10 здравствени домови. Значи, од Гевгелија до Куманово, па во одредени момент имаше и единици од Тетово, од Охрид, кои беа ангажирани од Дебрдови, ми се чини, за спроведување на една ваква масовна значи, брзата помош за транспорт од Кочани до Штип, од Штип до Скопје, од Скопје до Аеродром, од Скопје до Солун, од Скопје до други дестинации и истовременно враќање. Значи, збориме за исклучително голема логистичка, здравствено-логистичка активност, каде што еден национален центар нема одговори. Значи, станува повеќе за правење еден план, кои се тие капацитети кои ќе се вклучат во еден масовен одговор и увежбување на сценаријата. Бидејќи без увежбување, правење симулации и вежби, не можете да ја постигнете неопходната подготвеност. Ние, во целиот нели, македонски, балкански, медитерански хаоси што ги имаме, морам да кажам дека првиот
транспорт за странство за Папа Николау во Солун беше во 12:30 часот. Значи точно 10 часа од несреќата. За 14 часа беа стигнати веќе во Солун. И сега за споредба да кажам дека Папа Николау, центарот за изгоеници покрива Северна Грција и има 6 капацитет за 6 луѓе. Он издвоја за нас 3 места и не замолија дали може да стигат поведените на 15-20 минути пауза, за да имат време да ги примат поведените и да им направат триажи и да ги сместат. Со веќе испратени прелиминарни податоци, бидејќи сите поведени што ги испративме во странство, ги испративме со информации, не ги испративме со авионски карти, беа испратени со протоколи, со извршени лаборатории, со извршени анализи. Значи, и да имавме центар за изгоеници, тој ќе беше со 3-4 места, како што беше стариот во Стара Градска или во Свети Наум Охридски. И немаше да може да одговори на еден ваков капацитет. Дополнително ново можам да кажам дека, например, пошто е веќе спомна Свети Наум Охридски, таму јадрото, здравственото јадро, постои, иако не го викаме центар за изгоеници, и само во таа болница беа згрижени 11 пациенти, за да не се стекне впечаток дека македонските лекари ништо не работат. Значи 11 поведени беа згрижени во Стара Градска, а во Грција беа згрижени 12 поведени во 4 болници. Само за да дадам размер колку терет прифатија македонските болници. И јас уште пред една година го аргументирав ова, за да, еве ќе го повторам за македонската јавност да биде свесна. Во 4 години во статистиката имаме 30 средни и потешки изгореници во Македонија. Од 2017 имаме 5 случаи што сме ги пратиле на лекување во странство. Значи од 2017 еден во Белгија, двојца во Пирогов во Софија, еден во Аџибадем во Истанбул и еден во Папа Николау во Солун. Значи, не збориме за нешто што се случува секојдневно, што е голем проблем во македонското здравство, за да ние имаме направиме таков центар за и да го имаме центарот, ќе биде за 2-3 пациенти, нема да биде за десетици како не, значи индивидуално болница што најмногу прифати после македонските болници беше клиничкиот центар Србија во Белград, каде што исто беа ангажирани неколку клиники, не беше само клиниката за пластична хирургија. Значи мораме да расчистиме дека национален капацитет не може да се справи со 200 поведени, од кои имаше значителен дел на механичка вентилација, дел беа со непредвидлив развој, бидејќи и можеби тема повеќе за Јасмина, изгорениците не се како некои други состојби, се релативно непредвидливи. Да, има можност да се процени овој степен покриеност, длабина, меѓутоа има голем број од оштетувањата што не се гледаат и се непредвидливи. И затоа на ова тема е јасно. Нема национален систем што може да одговори на ваква масовна несреќа со над 200 поведени и дека ако имаше национален систем ќе беше за 3-4 луѓе, немаше да биде повеќе од тоа. Оно што треба да го правиме, да имаме планови за масовни несреќи и да истите ги симулираме и увежбуваме, за да знаеме кој како одговара. И покрај тоа што немавме планови, морам да кажам, значи, благодарејќи на исклучителната солидарност, исклучителната посветеност на целиот неперфектен, значи не ќе да го идеализирам македонскиот здравствен систем, тој е далеко од идеален. Од целата таа неидеална ситуација, мобилизацијата беше толку силна да го постигнавме оно што ни беше најважно, да не изгубиме
човечки животи. Георгиевска, првиот контакт со клиниките во странство. Кој беше првиот контакт, кој прв се јави, како изреагиравте тогаш, како се организиравте, кога веќе се знаеше нели дека треба пациенти да се испраќаат на лекување во странство? Првиот контакт беше личен контакт. Тоа беше околу 7:30-8 сабајлето, кога со господин Клековски баш се гледавме и што ќе правиме, веќе некај 50 се движат пациенти, влушуваат брзо, повеќе изгоретиници се околу глава, каде што можност за инхалација е голема. Не знаеме колку имат инхалирано, што имат инхалирано, капацитетите се пополнуваа, а тука не треба да го ставиме егото пред нас, него треба да го ставиме суштината што ни е, значи да спасиме човечки живот. Првично се јави во Папа Николау, пошто најблиско е, да видам колку они би можеле нас да ни помогнат нешто, да однесеме кај нив, што ни беше веќе покритично, а да не знаевме и што уште ќе дојде. Пошто само ние веќе во 4 часот бевме, да кажам, 60-70% на работа, дока и 5 часот, да не кажам, скоро цел персонал беше на работа. Но иако сите бевме на работа, ние имавме премногу приеми за многу кратко време. Тука, мислам, они веднаш прво рекоа едно, па се јавија за неколку минути, рекоа имаме 3 места кои што ги ослободуваме и баш како што рече директорот, средете ги, да имаат анамнеза, тоа значи све што се испитувањата, напишете ги, да имаме ние барем еден почетен увид на што све треба од моментот да очекуваме за понатаму. И тоа беше сепак, да кажам, пофалба за нас сите лекарите, ради тоа што пациентите беа згрижени примерната, односно основната иницијална терапија беше дадена. Они беа згрижени за да може да го продолжат патот и да можат да останат живи. Значи, нашето здравство навистина одговори можеби и подобро од некои други што мислиме дека се перфектни во своите здравствени политики, подобро и од нив. Секој пациент беше згрижен по протоколи, светски протоколи. Папа Николау се првите кои што ги примија, потоа беа личните исто комуникации од председателката со председателите на Бугарија и на Србија. И така продолжи праќањето на првичното праќање на најкритичните пациенти. Колку експертите од странство, Чешка, Израел, Хрватска? Србија беа први што дојдоа. Се лекари кои што имаат искуство со изгореници. Ние, фала Богу, до сега Македонија и не сме имале ваква ситуација каде што ќе имаме толку повредени со толку голем степен, толкав размер на изгореници. Еве да кажеме, не знам во првите мигови кога дојдоа експертите, колку значеше тоа како помош, да кажеме. Помош да ни потврдат дека сме на прав пат, пошто ние направивме све што знаеме, ние лечиме изгоретини од првиот момент кога ќе се запишеме на хирургија на специализација и пластична хирургија. Значи, тоа не е една од дејноста која што работиме сите ние пластични хирурзи. Годишно може да имаме 5, може да имаме и до 10, но тие се спорадични случаи, каде што не можеш да очекуваш толкава масовност наеднаш да дојде. Најмногу сме имале 2 до 3, кои што не било проблем за да се примат, да се третираат и да се грижиме околу нив и за нивното излекување. Првично што беше, дојдоа србите, рекоа, вие сте во добар пат, на добар пат, продолжете. Јас ги препратив, пошто беа на клиника кај нас дојдени, ги препратив во 8 септември, пошто таму имаше помалку, они имаат само 2 пластични хирурзи. И они заедно со нив продолжија во, да кажам, спремањето и третирањето на пациентите, за кои што можеби и продолжија понатаму со лекувањето надвор од нашата држава. Кога дојдоа чешката екипа, они веќе беше, сам дека 1 или 2 пополноќ, на веќе 17 март. Исто беше дека ние сме направиле повеќе од тоа што можеме. Они нотираа дека вика во
Чешка имаме најголемиот центар за изгоретени кој што содржи 50 кревети на ниво на Европа и да било каде да било тоа и во Европа, ние не сме можеле повеќе од 50 да примиме. И тој наш одговор бил правилен одговор кој што сме го направиле, да ги пратиме најтешките случаи, веднаш да може да добијат лекување. Да, докторката, се стекнува впечаток како да ние не ги третиравме поведените од Кочан. Има такви алузии некоја се прават. Морам да кажам, се што се случи е благодарејќи на македонските здравствени власти и другите власти. Бидејќи надвор од координацијата во здравство, јас видов како никогаш во Македонија координација со внатрешни работи, надворешни работи, со одбрана, бидејќи сите има сите има свое учество и дека најголем дел од тоа не е дека не сме сакале ние да го направиме или платиме, туку едноставно сите се понудија да помогнат. Од 115 луѓе однесени во поведени во станство, само 40 се преку европскиот механизам. 70 се исклучиво во состојба на билатерални комуникации. Јас во саботата на Тивина реков, соседите ни се со соседите тешко, ама без соседите уште потешко, бидејќи првата реакција ние во 12:30 беше транспортот за Солун, а механизмот беше ангажен во 15 до 15 часот и се чини дека беа веќе плюс минус и транспортите за Турција, Србија и Бугарија. Значи, соседите помогна многу пред да го активираме механизмот. И реакцијата беше природна од сите се вклопија во свој дел. Кога го спомнавме веќе транспортот за Солун, кој беше првиот транспорт, беше направен со возилата на Жан Митев Јаџибаде и морам да кажам беше направен со нивни анестезиолози. Зошто е важно? Тоа се доктори кои се оспособени да одржуваат во живот. Ние во тој момент не можевме да извадиме од клиничкиот центар анестезиолог за да пуштиме цел ден да биде отсутен 4 сати намаму, 4 сати натаму наваму, тој цел ден да биде отсутен, бидејќи сите анестезиолози ни беа потребни за нашата интензивна нега. И никој не побара пари, никој не побара надомес, едноставно ниту дома, ниту во странство, едноставно беше природна реакција. Меѓутоа, тоа не значи дека таа работа не беше организирана од македонските здравствени власти. Значи, македонските здравствени власти, заедно со другите, ги вклопија сите овие изблици на солидарност во еден добра мозаика што звучи шашаво, меѓутоа одлично функционираше повторно без идеализирање на македонскиот здравствен систем. Се вратиме малку на судскиот процес, господине Куцевски. Според она до сега што видовме и слушнавме во судница, причините. Плафонот спуштен, лесно запалив. Надворешна врата која што била заклучена, катанец не можело да се проводи. Противпожарни апарати немало, дали имало еден, меѓутоа не бил функционален, вие подобро од мене знаете. И запалувањето на пиротехниката. Значи, може некако да сублимираме дека тоа е причината за пожарот. Сега, ајде малце пошироко обвинителство отиде, причина за трагедијата е континуирано непостапување на многу институции со години наназад, или токму заради тоа е на тешки дела против општата сигурност. Сега, да ги оставиме одбраната што велат, нели одбраната и тоа им е нив работа да имаат своја теорија, теза која што ќе ги бранат обвинетите. Меѓутоа, ако директорите на дирекција заштита спасување не постапувале, градоначалниците, имаме тројца градоначалници таму, нели не постапувале, така натака. Кучанско обвинителство дали е постапувало? Ако не постапувале, зошто и
Некој од обвинителите не е во предметот, сепак се тоа луѓе од подопрен глас, можеле слушнале за таа дискотека, знаеле како се работи. Еве, ме интересира ваше мислење. Ако вие сите не постапувале, така има докази, факти, дека не постапувале, да си постапувале, дискотеката немало биде затворена вратата, ќе имало противпожарен апарат, плафонот немало да биде низок, инспекторката која што го напишала дека треба да има условија, всушност нема и така натака, односно да било по правило и по протокол, дискотеката ние немаше да имаме толку жртви. Ки избувнал пожарот најверојатно од пиротехниката, меѓутоа ќе имало услови да може да се извлечат внатре децата, младите луѓе, немаше да имаме толку жртви. Во тој дел се согласувам. Меѓутоа, кочанско обвинителство. Исто како градоначалникот што не постапил, предпоставувам и обвинителството знаело какви се условите во дискотеката. Зошто не постапиле? Не е така, затоа што јавното обвинителство не е превентивен орган. Јавното обвинителство не врши инспекција. Допрен глас имате инструмент. Јавното обвинителство гони врз основа на докази. Што значи дека вина на јавните обвинители во кочанското подрачје не може да се стави вина зошто тоа диско, да речем, работело без дозвола или со дозвола и зошто ги немало сите тие исполнети услови. Токму од тие причини, јас, ако се сеќавате и првиот ден, токму на тие пропусти, реков, и навистина е така, видовме колку системот станал ерозивен. Токму на тие пропусти што надлежните служби не презеле. Самите знаете, и тоа јавноста го знае, дека таму 12 години немало инспектор. Што значи дека јавното обвинителство во тој дел не може да му се препише вина. Јавното обвинителство гони. Не е превентивен орган. Да оди јавното обвинителство да им испитува дали истите имаат одобрение или немаат одобрение. Допрен глас, тоа секогаш ми било дилема. Зошто сепак постои тоа во законот? Обвинител ако има некакви сознанија, не треба да чека кривична пријава. Еве сега ќе ви кажем и за институтот допрен глас. Често пати се користи во јавноста, меѓутоа треба да се разграничи што е допрен глас, што е пријава. Еве, ако се сеќавате, у почеток на смена на власта имаше повик до јавното обвинителство да по допрен глас ја утврди каде е така наречената дупка на финансија, односно што немаше парични средства. Се сеќавам, нова бевте во Министерство за финансии. Значи, имавме од страна на власта, зошто јавното обвинителство не оди по допрен глас да истражува. И што направивме? Јас дадов наредба да еден обвинител од основното јавно обвинителство за организиран криминал, еден јавен обвинител од основното јавно обвинителство Скопје отидоа во Министерството за финансии. И кога ја објаснија на министерката што е допрен глас, еве ние во моментот што можевме да направиме, само можевме да ги земеме сите компјутери, без разлика каде се, во влада или во финансии, ќе блокираше цела држава. Каде е таа дупка финансиска? Токму тоа им го јавните обвинители го објаснија на министерката за финансии и допрен глас е само во случај кога институциите ќе затајат. Сите институции, иако знае, тогаш евентуално јавното обвинителство може да постапува по допрен глас. Па сите институции затајле, ни инспекција влегувала внатре, ни некој. Да, ама реков, не е превентивен орган, јавното обвинителство доди да врши контрола и да види дали ги се исполнети условите во тоа во тој диско клуб, да речем така. Тоа треба да го вршат другите институции што се надлежни. И токму во тој дел се насочи и истрагата и токму во тој дел се бараше поврзаноста на институциите од еден период до друг период кој што јавните обвинители многу внимателно и од тие причини, иако пријавата беше поднесена од страна на МВР против 46 пријавени, јавните обвинители ја отфрлија мислични пријавата за 11 или 12 пријавени, со тоа што обвинението е само за 30 и колку са сега 4 тамо заедно со правни лица. Ќе напоменам и тоа дека и во однос на другите пријави,
што се доставени до јавното обвинителство за организиран криминал, таму имаме 3 пријави, колку што се сеќавам сега, со тоа што против државните полициски службеници, и затоа таа постапка е поделена во 3 пријави. Таму, да. А онаа постапка што се води во Кочани против вработени во управата за јавни приходи не е во директна причинска врска, односно последична врска со кривично-правниот настан. Тоа се таму за други действија, така да тој предмет може да се издвои како предмет надвор од овие 3 предмети. И само кратко, ако може, дали сте запознаени во последниве 2 ручишта, ми се чини обвинителство ја крати листата на докази на сослушување на сведоци. Од 200 предложени, сега се сведува на 50 и уште ќе се крати. Вака сега, има работи кои што, кога ги кажуваат одредени сведоци, дека целата фактичка состојба е таа и не може да се измени, иако има, да речем, на таа околност предложени можеби сослушани во јавното обвинителство, да речем и 50 сведоци, ако сите исто кажуваат за тој кривично правен настан, начинот на како дошло до палењето и така натаму, по проценка на јавното обвинителство може јавните обвинители да донесат одлука да одредени сведоци не се сослушуваат, се со цел да постапката добие да се убрза, да речем, и да се заврши во што е можно пократок рок. Од тие причини, доколку исказите на одредени сведоци се повторуваат истите, затоа што искази од страна на сведоците се дадени во јавното обвинителство, и тие сега се кај јавниот обвинител ќе направи споредба и оние искази што до сега се дадени, ако се идентични со исказите што другите сведоци ги дали, јавниот обвинител може да се откаже од сослушување на одредени сведоци. Тоа не е никаква причина за у однос на фактичката состојба, за начинот на кој што е дојдено до незгодата, имајќи предвид дека, реков, исказите на сведоците можат да се повторуваат и тоа не е. Меѓутоа, тоа е проценка на јавното обвинителство, што ќе направи, а не сум во контакт со јавните обвинители, меѓутоа, она што го слушам од медиумите, можеби и тоа да биде, меѓутоа не можем да тврдам. Очекувате ли до јули да има присуда? Во секој случај очекувам, затоа што и првата динамика на судот беше таква дека ќе има 2 до 3 расправи неделно и пред малку кажав, токму од тие причини и тимот на јавни обвинители се зголеми. Имајќи предвид дека сега се наоѓа во фаза на доказна постапка по докази од страна на обвинителството, а имајќи предвид дека од она колку што се сеќавам одбраната во тие 15 дена не предложи некои нови докази, така да сметам дека по изведување на овие докази, освен после сослушување на обвинетите, сметам дека може да се заврши истрагата без проблем до 1 година од правосилноста на обвинителниот акт. Тоа е некаде таму, не знам, јули или кога стана актот правосилен, затоа што има одредени рокови, зависи од висината на казната и колку може да трае, со глед дека се работи во моментов и притворенички предмет. Така. Симеонова, вие како психијатар, еве привршуваме, при крај сме, која е вашата порака, ајде, не пациенти, ќе ги наречам повредени, кои што се соочуваат со лузни, кои што еве слушнавме, најверојатно и подолго време ќе треба, можеби години, да се третираат, како да продолжат поднатаму и да излезат, еве да кажеме, од таа траума која што имаат преживеано, и психичка, меѓутоа и физичка. Така, јас би упатила една порака дека не се сами, дека тука сме ние, отворени сме за секаков тип на поддршка кој што им е потребен, бидејќи сите добро знаеме дека телесното здравје и менталното здравје се буквално нешто што се вели единство и не можеме да ги разделиме, така што на истиот начин како што делуваат за нивното телесно здравје, да делуваат и на нивното ментално здравје. И ние како клиничка болница Аџи-Бадем Систина остануваме отворени за соработка и за поддршка, и целиот наш тим од одделот за психијатрија на располагање за било каков тип на поддршка и соработка кој што им е потребно на овие жртви. Ние сме сосема при крај, превршувам, меѓутоа, господине Куцевски, со вас почнав, сакам со вас да завршам. Во среда се бира ваш наследник, не дај Боже да се случи ваква некоја трагедија и да треба да менаџира ваква истрага, пак ќе кажам, не дај Боже. Меѓутоа,
што мислите за владиниот предлог кандидатот за Ненад судијата Савевски од Кривичниот суд? Кои се вашите очекувања од него? Што се однесува до кандидатот, лично се знаем со него, имајќи предвид дека јас работев и во Висшето јавно обвинителство во Гостивар на 13 години. Тој еден период исто беше во Основното јавно обвинителство Гостивар. Само можам, се надевам дека ќе биде избран без никаков проблем, само можам да му посакам здравје и успех во работа. Проблемите секако се наталожени, јавното обвинителство со овој предмет се покажа дека може да работи, меѓутоа има работи кои што навистина треба време за да се поправат. Дали во тоа ќе се успее, затоа што сепак има навистина многу наталожени проблеми, а да не зборим тука со имајќи ги предвид, почнувајќи од финансиски аспект, понатаму од кадровски и така натаму, не знам. Сега последниот предлог во однос на финансирањето на јавното обвинителство, искрено да ви кажам, не сум задоволен, затоа што законот помина на Венецијанска комисија во однос на финансирањето со 0,5% од буџетот. Тоа е за 0,1 повеќе од досегашниот, иако и до сега јавното обвинителство добиваше 0,2, односно околу половина од тоа. Сега, од она што го слушам од медиумите, дека наводно тој процент е 0,4%, меѓутоа од реализираното. Ако е така, тогаш верувајте дека ќе биде уште потешко, имајќи предвид дека ако тој процент сега се подели, се помножи така натаму, од прилика пак истите средства ќе бидат сега за јавното обвинителство, меѓутоа со оглед на фактот дека јас секогаш што го викам од денеска натаму, еве и од денеска натаму, наредните 3 години, нема ни еден јавен обвинител нов да биде примен, така да и тоа е еден голем хендикеп за јавното обвинителство. Ви благодарам уште еднаш што земавте учество во емисијата. Почитувани, со мене се гледаме наредниот понеделник во ист термин со нова тема и нови гости. До тогаш, останете со Алфа.